Материјални докази, односно документи од Дирекцијата за заштита и спасување, беа презентирани на денешното рочиште за пожарот во Пулс, кои покажуваат дека вакви објекти како Кочанската дискотека, иако биле високо ризични, воопшто не биле во плановите за инспекцијски надзор. Од 2012 до 2016 само еднаш имало план да се спроведе надзор во угостителски објект во Кочани, но не во кабаре, клуб или дискотека. Шабан Салиу, кој во тоа време бил директор на ДЗС, а сега еден од обвинетите, коментираше на дел од прикажаните документи дека тоа не е неговиот потпис или само кратко велеше не. На што судиката Дијана Груевска-Илиевска го праша дали сака да каже дека некој му го фалсификувал потписот или немал заменик да го извести. Денес во судница слушнавме одбрана дека дел од потписите не биле на обвинетиот, иако на документите стоело неговото име како директор. И во еден момент остана впечаток дека најголемото прашање повеќе не е кој ја водил институцијата и што се е правело со години, туку кој го држал пенкалото. И покрај тоа што документите биле официјално усвоени и архивирани, институцијата работела согласно нив како што порачува на УНОВ, тогаш состојбата станува уште посериозна. Тешко е да се прифати логиката дека за функцијата важи заслугата кога се е во ред, а кога ќе се отвори прашање за одговорност, одеднаш останува само потписок. Димитар Дангов, адвокатот на Салиу, пред судот изјави дека дале забелешка дека дел од потписите не се на неговиот клиент, туку на заменик директорот, за да не се дојде во ситуација да се врши споредување на два вида потписи. Оваа ситуација е последица на обемноста во работењето на Шабан Салиу во периодот од 2012 до 2017 година, кој е голем период во кој многу пати поради обемноста на работењето на дирекцијата со цел да нема застој во работењето на дирекцијата, припремените документи од службите биле потпишувани од заменикот во случај на отсуство на директорот. Дадена забелешка е само последица во наведената насока, а не и заради одбегнување на факти кои произлегуваат од тие документи. Обвинети се уште тројца поранешни директори на ДЗС: Аднан Џаферовски, Беки Максути и Џева Целами, кој беше на функцијата кога се случи несреќата во Пулс, како инспекторот Љупчо Грнчиштаров.